Загадувањето на воздухот не е исто во затворени и отворени простории, велат експертите. Од Универзитетската лабораторија Амбикон во Штип, каде што се произведуваа мерните станици за амбиенталниот воздух, велат дека препораките на лекарите да се седи дома во периодите на најголемо загадување на воздухот не се случајни, бидејќи целото загадување не може да помине и во објектите. Значи, тоа е цела серија на мерења, значи не само во домашни, ние имаме така наречени мерачи на персонална изложеност. Значи, тоа е сет од инструменти кои што личноста ги носи со себе во сите средини во кои што се наоѓа, во сите микросредини, дали е во канцеларија, дома, во продавница и така натаму, бидејќи надворешниот воздух не е ист со внатрешниот. Значи има разлика, не поминува целото загадување во внатрешните простории. Внатрешните простории, на пример, у многу институции, трговски центри и така натаму, вие имате филтрација на воздухот, па воздухот внатре не е тој воопшто ист со тој надвор. Значи нивоата на загадување се многу различни. Дома се користат, се помасовно се користат одредени системи за прочистување, филтри, инвертерите, климите имаат, вообичаено климатизерите имаат филтри за пречистување на воздухот вградени. Професорот Мираковски вели дека правеле повеќе истражувања во затворени, но и во отворени простори. Иако дошле до интересни сознанија, сепак не може да се сметаат за релевантни за целото население. Генерално, системите кои што ги носеа волонтерите што учествуваа во нашето истражување или нашите, покажуваат дека има многу голема разлика меѓу надворешното и внатрешното загадување, доколку користите одредени уреди, ефектите може да бидат многу добри. Значи, у простории во кои што имаше пречистувачи за воздухот, беа драстично под дозволените нормите, под дозволените нивоа на изложеност, и бидејќи ние престојуваме многу подолго време внатре отколку надвор, генерално просечната изложеност на голем дел од вклучените во истражувањето беше под дозволените. Иако мерењата имаше и мерење и во летниот и во зимскиот период, беа под дозволените. Иако групата која што ние истражувавме, за среќа користи такви системи за пречистување, ниту еден од волонтерите не беше пушач, значи тоа беше исклучено. Уредите, значи за да се избегнат влијанијата од пушењето, ниту еден од волонтерите не се грееше на дрва дома. Значи ова се парцијални истражувања кои не може да бидат релевантни за широката, значи за широка популација, меѓутоа постојат начини да се заштитиме дури и во вакви високи периоди на загадување. Струмица е една од неколкуто општини каде што Штипската универзитетска лабораторија постави мерни станици за амбиенталниот воздух. Нивната првична намена била да се наблюдува емисијата на штетни супстанци во воздухот од индустриските капацитети. Но со нив во моментов и самите општини имаат сознанија како воздух дишат граѓаните во текот на грејната сезона.